Први основен проблем во Македонија или Северна Македонија отсуството на континуитет. Значи, од почетокот па до денешен ден отсуствува континуитет во развојот на државата, во развојот на институциите и во постепено напредување. Наместо ваков вид на континуитет, во Македонија имаме континуитет на назадување. Имено тргнавме од една многу добра, солидна позиција, која што постојано се претвораше од ден во ден во некоја негативна структура, некои негативни институционални решенија, нешто кое што одстапуваше од дотогаш постигнатите работи. И она што можеме да го кажеме е дека имаше еден многу чуден негативен континуитет. Значи, се она што беше добро во нашата држава, се она што беше солидно, се она што можевме да го искористиме како темел во натамошниот развој, ние на некаков начин го разрушивме. Се она што беше лошо, се она што беше негативно, заради што и го менувавме политичкиот систем, заради што и се распадна поранешната СФРЈ, ние не само што продолживме да го применуваме, туку го надградивме, го зголемивме, го издигнавме на пиедестал на приоритет. Значи, тоа е еден од најголемите проблеми со кои што се соочува во моментот државата. Треба да направиме промена. Промена од она што представува негативен континуитет во позитивен континуитет, во градење, надградување, доградување, наместо постојано почнување од нула. Вториот елемент со кој што се соочуваме, тоа е озаконување на неправото. Прво почнавме со она што се вика добри закони, кои што лошо се извршуваат. За да може да се случи ова, сите институции мораат да бидат уништени, мораат да бидат упропастени, за да не може законите соодветно да се извршуваат. Посебно беа упропастени сите оние заштитни механизми. Беше уништен Уставниот суд, беше уништена Комисијата за заштита од дискриминација, беше уништен Институтот Народен правобранител, беа уништени судовите и јавните обвинителства. Сега преоѓаме во нова фаза. Новата фаза значи дека веќе се обидуваме да го озакониме неправото. Значи, веќе влегуваме во фаза во која што се менуваат законите и наместо добри закони, сега добиваме лоши закони. Закони кои што создаваат основа за владење на неправо. За да се случи ова, мораше да биде упропастено самото собрание. И со секои избори, составот на собранието стануваше се полош, и полош, се додека дојдовме до оваа ситуација кога се бираат само послушници. Послушници кои што се поставени таму да притискаат одредено копче кое што ќе значи задоволување на потребите и интересите на владеачките структури на една политичка партија. Заради тоа ни е потребна промена. Промена која што може да ја донесат само нови партиски придвижувања. Промена која што може да ја донесат само партии како твоја партија. Промена која што ќе значи донесување на луѓе со знаење, вештини, искуство и морален интегритет, за да можат да се спротистават на она што во моментов постои, а тоа е троглавата аждаја на ДУИ, СДСМ и ДПМН. Тоа е многу интересна шарена партија. Партија која што е составена од луѓе со прилично различни, некогаш дури и диаметрално спротивставени идеологии. Значи, ние се движиме од десно до лево. Меѓутоа, заклучивме дека постојат одреден број на заеднички именители
кои што дефинитивно може да бидат основа на заедничко делување околу кој што можеме да се обединиме. Тоа се заедничките именители на градење на институциите, градење на владењето на правото и градење на демократијата. Тие се неспорни, тие се единствени, еднакви за било која политичка идеја или идеолошка опција. И затоа ние се собравме различни, со различни убедувања, со различни видувања, со различна методологија на градење на иднината, меѓутоа со единствена цел да ги поставиме темелите на нашата државност. Тоа е многу интересно прашање. Значи, доколку ги погледнеме законите, доколку го погледнеме она што представува деклариран политички, па и партиски начин на изразување, може да се стекне впечаток дека нема проблем со решавањето на родовите прашања во Македонија. Меѓутоа, доколку се погледне фактичката ситуација, а тоа значи правата, фактичките права на луѓето, начинот на кој што ги остваруваат, можностите кои што ги имаат жените и мажите во Македонија и се она што представува заштита на ранливите категории кои што се дел од она што представува родово димензионирање, ќе видиме дека сме многу назад. Луѓето едноставно не ја разбираат нееднаквоста, не ја разбираат суштината на разликите кои што постојат во положбата меѓу жените и мажите. Не разбираат како е тоа можно кога во законите имаме точно определено дека сите сме еднакви, жените да имаат фактички пониска плата, да имаат помалку права, да имаат проблеми во она што представуваат наследни процеси, имотни процеси и пред се проблеми во она што представува издигнување на еднакво ниво во процесите на одлучување. Значи, во Македонија е многу нормално начело на факултетите, начело на универзитетите да бидат мажи. Многу е нормално начело на министерствата да бидат мажи. Многу често, дури составот на овие институции е претежно женски, значи родовата димензија тука веќе е на овој или оној начин успеала да се пробие во оној свој позитивен елемент, меѓутоа, она кога зборуваме за тој кој што е на врвот, оној кој што ги влечи конците, тогаш имаме проблем. Македонија е една од ретките држави во кои што до сега немало премиерка, немало председателка, немало некој кој што немало предоминација на жените во составот на министерствата. Значи, Македонија е една од ретките држави во кои што се уште владеат патриархалните правила. Многу е интересно дека дури и кога станува збор за проблеми со кои што се соочува целото население, да речеме, имаме проблем со преголемата смртност на доенчињата или спонтаните абортуси на жените. Дури и министерот за здравство, може би не е убаво да се именува, меѓутоа, токму еден од носителите на листи сега, кога беше министер за здравство, изгледа со тврдење дека сето тоа е вина на жената. Вина на жената која што не се грижи за своето здравје, вина на жената која што е необразувана, вина на жената која што не ги искористува своите права. Значи, наместо да се гледа на проблемите со кои што се соочува жената, низ перспективата на тоа што државата, што заедницата и пружа на државата, на жената, што и овозможува на жената, се гледа се преку она што представува неизина индивидуална борба со пречките со кои што се соочува. Тоа оставање на жената сама да се изборува за своите права, сама да се изборува со проблемите, е еден од главните
проблеми со кои што се соочува Македонија кога зборуваме за родовата димензија. Прво се почува со образованието, значи мораме ние да направиме исчекор во образованието. Вториот елемент кој што мора да се разбере е дека овие промени не настануваат од оздола нагоре, туку настануваат од озгора надоле. Значи, мора промената да стане во врвот на власта. Мора да почне да се менува перцепцијата која што се создава кај граѓаните преку она што представува однесување во врвот на власта. Значи, потребни ни се еднаков број на министри и министерки, потребни ни се жени на раководни позиции, потребни ни се такви структури во кои што жената секој закон ќе помине низ елементите на проверка за неговата родова димензија. Потребно е да добиеме премиерка и потребно е да добиеме председателка. Каква и да е. Всушност сме на многу ниско ниво. Прво, ако зборуваме за граѓанските и политичките права, тоа е најверојатно едно од полињата кај што најмногу назадуваме. Имено после првичниот напредок кој што го имавме во одреден период, дојдовме во ситуација и кога ги создадовме сите оние заштитни механизми, Народен правобранител, Комисија за заштита од дискриминација, Уставен суд и слично, дојдовме сега во ситуација кога сите тие се партиски веќе покриени, сите тие се партиски дефинирани и детерминирани и автоматски човековите права луѓето немаат каде да ги заштитат. Уништено е судството, уништено е јавното обвинителство, уништени се заштитните механизми, луѓето се оставени сами на себе. Најверојатно тоа може да биде и едно од објаснувањата за зголеменото насилство и насилно однесување на луѓето во последниот период, заради тоа што тие се чувствуваат немоќни, се чувствуваат оставени сами на себе, едноставно немаат каде да се обратат, немаат каде да побараат помош за да можат да ги заштитат своите основни права. И вториот елемент во однос на граѓанските и политичките права е дискрепанцата меѓу заштитата на правата на луѓето кои што се на позиција во функционерите, министрите, директорите, сите оние кои што се на скалилата на статусот на повисоко ниво во однос на обичните граѓани. Наместо да биде обратно, како што би требало да биде, секој кој што е на некаква функција, всушност многу повеќе да биде казнет, за многу помалку да биде казнет, многу подрастично да биде казнет, кај нас ситуацијата е обратна. За минорни прекршувања кои што ќе ги направат граѓаните, тие се казнуваат многу строго и на нив се вежба строгост. И се применуваат наводно законите онака како што би требало да се применат. Секогаш кога станува збор за некој функционер или за некој кој што е на некоја позиција во власта или блиску до власта, законите одеднаш престануваат да важат, тие не се применуваат, се изигруваат или се бараат многу лесно дупки, или она што сега се случува, се менуваат законите за да може да се избегне казнувањето на функционерите. Последното менување на кривичниот законник е најдрастичното, најстрашното, најфрапантното изигрување на правото, кое што доведува до апсолутна неказнивост на секој функционер и до подигање на казнивоста на обичниот граѓанин. Тоа е нешто што мора да се смени и да се преврти наопаку. Функционерите треба да бидат казнети за се. Апсолутно. Дури јас сум една од оние кои што сметаат дека за некој кој што е на власт важи презумција на вина, затоа што тој ја има моќта во своите раце. Тој има можност да го прикрие прекршувањето на законот. Тој може да влијае на луѓето, тој може да се заканува, тој може да употреби средства со кои што ќе избегне казната. И заради тоа
тој треба да докаже дека не направил нешто за разлика од другите граѓани. Јас сум една од тие кои што смета дека етничката припадност, верската припадност се представуваат дел од она што е приватна сфера. И тие не би требало да бидат дел од јавниот сфера, не би требало да бидат дел од јавниот дискурс. Заради тоа, уште од многу одамна се залагам за Македонија како граѓанска држава. Држава во која што основа на државата е индивидуата, не колективитетите од било кој вид. Значи, индивидуата со сите своји права, слободи и со сите своји обврски. Значи, тоа е она кое што најверојатно, најсуштински создава во моментот проблеми, тоа што ние не излеговме од колективниот начин на дефинирање на правата, од колективниот начин на гледање на односите меѓу луѓето и не преидовме на нивото на индивидуално решавање на работите и заштита на индивидуалните права. Имено според сите теории, демократијата е таа која што може да ја заштити мултикултурноста. Мултикултурноста, ако ја поставиме во основата на една држава, не може да ја заштити демократијата, заради тоа што таа нужно создава поделби. Значи, поделби по линијата на она што представува етничка припадност, расна припадност, родова припадност и слично. Значи, време е да почнеме да размислуваме за промена, суштинска промена на основата на градењето на нашето општество, а тоа е воспоставување на граѓанско општество во кое што сечи идентитет, значи, било да станува збор за културен, за родов идентитет, за етнички идентитет, за верски идентитет, за професионален идентитет, ќе биде заштитен како дел од она што представува заштита на индивидуалните човекови права и слободи. Врсничкото насилство е во пораст. И тоа е многу нормално во држава во која што расте насилството. Значи, во нашата држава луѓето стануваат насилни, стануваат понасилни воопшто, генерално, во однос на она што биле порано. И како што спомнав, насилни се заради тоа што се чувствуваат немоćни. Немоćни се чувствуваат заради тоа што гледаат како им се прекршуваат нивните права, гледаат дека нема институција пред која што би можеле нормално да ги заштитат по редот на нештата своите права и слободи и одеднаш мислат дека мораат и треба да ја превземат својата судбина во свој раце. И во тој момент, кога луѓето излегуваат надвор од институционалната заштита, кога не веруваат во државните институции, кога не веруваат во судовите, кога не веруваат во јавното обвинителство, кога не веруваат во законите, кога не веруваат во власта, во тој момент луѓето почнуваат да стануваат насилни. И во тој момент почнува да владее правилото на доминација на посилниот, на физички посилниот, на парично посилниот, на помоćниот, на оној кој што е статусно посилен, значи доаѓа до надпревар во насилството. Децата кои што растат во таква атмосфера не може да бидат ненасилни. Значи, тие растат во атмосфера која што ги принудува на некаков начин или ги учи дека основен прерогатив, основен начин како да успееш, како да се искачиш, како кариерно да напредуваш е насилството. И тие се едноставно копија на она што представува нашето општество. Значи, морам ова да го кажам. Работевме многу на инклузијата на децата со попреченост во редовното образование. И јас
бев и се уште сум една од тие кои што смета дека сите деца со попреченост апсолутно можат да влезат во редовното образование и може да се најде начин како да бидат дел исто како што треба да бидат дел од заедницата, да бидат дел и од образованието. Меѓутоа, експертите кои што дојдоа од страна и кои што правеа сликање на нашето образование, дојдоа и ми рекоа, слушајте, не можеме да ги внесиме децата со попреченост во моментот во редовното образование, заради тоа што вашите училишта се пренасилни. Во вашите училишта децата делуваат насилно. Тие се самите нервозни. Тие се самите не се спремни да ги решаваат конфликтите на мирен начин. Никој не ги учи нив на ненасилство. И доколку внесиме некое дете кое што и така е чувствително, кое што и така се соочува со поголем број пречки, во една ваква насилна средина, ние само ќе направиме полошо. Значи, оценката од страна за нашето образование е дека самото образование, образовната средина е насилна, општеството пошироко е насилно и ние очекуваме децата да не бидат насилни, значи треба едноставно да се чукниме по глава и тоа да не биде основен лакмус. Штом имаме толку големо врсничко насилство, проблемот е во нас и во нашата заедница. Да, се злоупотребува и најверојатно тоа е проблем и слично. Меѓутоа, јас сум едно од тие кои што сметаат дека во нашето општество некако се уште луѓето не знаат да го искажуваат своето мислење. Се уште се плашат да го искажат своето мислење. И слободата која што ја стекнуваат на социјалните мрежи, одеднаш им дава сила, им дава можност да се искажат. Грешат, насилни се, некогаш кажуваат многу неточни работи, има говор на омраза, меѓутоа мислам дека сето тоа е помалку важно во однос на она што може да го научат. И во училиште, и во рамките на работата, и во рамките на политиката, и во рамките на партиите, нашите луѓе не го кажуваат своето мислење. Не ги учиме децата да го кажуваат своето мислење. И мислам дека треба малку да гледаме низ прсти на она што се случува на социјалните мрежи, со цел да почнеме да ги поттикнуваме и тоа да го кажуваат своето мислење не само тогаш кога се зацкриваат зад измислени ликови и слично, туку и тогаш кога постојат со слика, со име и презиме, за да го охрабриме учењето на искажување на сопственото мислење. Дефинитивно треба да има контрола, значи тоа веќе не е слобода на изразување само на мислењето, туку тоа е пренесување на конкретни пораки, тоа е начин на влијание на една многу поголема структура и мислам дека прво треба да има возрастни забрани, значи да се знае точно кои подкасти се за која возраст, да не бидат сосема отворени, туку да бидат возрастно ограничени, да се знае кои се политички подкасти, кои се културни подкасти, кои се подкасти кои што зборуваат за некои посензибилни теми. Значи, мора да се регулира таа материја на еден посебен начин. Значи, не да се забранат, не да се ограничат, не да постои цензура, туку едноставно да се структурираат. Значи, лично мислам дека новинарството е навистина во исто толкава деградација како и целото општество. Најверојатно постојат и објективни причини.
а тоа е отсуството на средства, малиот простор медиумски кој што постои овде, многу големото влијание на политичките партии кои што успеваат на различни начини да ги подмидат, да ги заплашат, да им се заканат на медиумите и слично. Меѓутоа имаме и еден субјективен фактор, а тоа е дека новинарите одат по линијата на послаб отпор и полесно им е да се прилагодат на овие негативни трендови, отколку да се спротистават, па некогаш и по цена на кариерата, некогаш по цена и на удобноста да влезат во конфликт, посебно со моќниците. Истражувачкото новинарство многу споро пробива на нашиве простори и покрај тоа што морам да кажам дека веќе има многу интересни структури кои што најчесто се финансирани од страна, а не од домашни извори, меѓутоа и тие самите се изложени на голем притисок. Мислам дека новинарите не се доволно храбри. Мислам дека новинарството представува, новинарската професија представува нешто како Дон Кихотска работа. Значи, тие треба да се борат со ветерници, треба да се борат со се. Тие треба да бидат многу погласни од невладините организации, од здруженијата, од политичките партии и дефинитивно да научат дека објективно новинарство не е доколку ги представиш различните мислења на еднаков начин и не е новинарство доколку ги им даваш простор на политичарите да ги искажат своите мислења. Новинарство е доколку изведеш заклучоци, доколку направиш анализа, доколку пружиш доволно информации за граѓаните, меѓутоа структурирани информации на начин прифатлив за граѓаните, од кои што тие самите ќе можат да ги изведат своите собствени заклучоци. Сега го неаме тоа. Прашање е што луѓето подразбираат под влез во ЕУ. Ја мислам дека за луѓето влезот во ЕУ, како и за многу други држави од тој источен блок, било добивање можност да се иселат од собствената држава. Влезот во ЕУ всушност би требало да значи градење на такви стандарди, градење на таков живот, таква благосостојба во нашата држава, кој што би ги привлекле луѓето да дојдат да живеат овдека. Не само што би ги не оневозможиле, туку би ги дестимулирале луѓето да ја напуштаат државата, туку исто како што тоа се има случајно во Ирска, да привлечат луѓе кои што сакаат да живеат во таа држава затоа што владее правото, затоа што има демократија, затоа што има сигурност, затоа што има живот кој што е пријатен, затоа што нема ѓубре, заради тоа што е чист воздухот, заради тоа што едноставно е убаво место за живење. Значи, погрешно е сватено дека ние треба да влеземе во ЕУ за да се промениме. Не, ние треба да се промениме за да влеземе во ЕУ. Ајде да ги внесиме европските вредности, ајде да изградиме демократска држава во која што владее правото и потоа да седнеме и да размислиме дали сакаме во ЕУ или не сакаме во ЕУ. Може би сакаме сами да се развиваме понатаму, може би имаме некои други желби, меѓутоа она што е најважно, ние треба внатре да се промениме за да влезиме во ЕУ. Доколку вакви какви што сме влезиме во ЕУ, ние можеме да бидеме само полски клозет на ЕУ, ништо друго.
кога зборуваме за преговори, кога зборуваме за да говори, ништо не е еднаш за секогаш дадено. Значи, токму преговорите значат дека се обидуваме да најдеме најдобар начин, најфлексибилен начин, најсоодветен начин, за да може една држава да се прилагоди на она што представува правна и институционална рамка на структурата во која што сака да влезе. Значи, преговарачката рамка не е еднаш за секогаш дадена, не е во камен исклесана. Доколку заклучиме дека не постојат услови, а тоа е евидентно дека не постојат услови да се направи уставната промена заради тоа што се бара двотретинско мнозинство во собранието кое што никако не може да се обезбеди, тогаш дефинитивно ќе мора да седниме и ќе мора да ја промениме преговарачката рамка во која што постои условот за влез на бугарите во уставот на Македонија. Значи, не зборуваме за преговарачката рамка за вредностите, европските вредности. Не зборуваме за владењето на правото. Не зборуваме за развојот на економијата, институциите и слично. Зборуваме за еден единствен елемент, а тоа е елементот кој што вели дека за да може да започнат преговорите, треба да се направи промена во уставот со која што бугарите ќе бидат сместени во преамбулата на уставот. Според мене, не треба такво нешто да постои, бидејќи кај ниту една држава не постоело, тоа билатералните односи меѓу државите не можат да бидат на ваков начин услов за исполнување на вредностите зад кои што стои Европската Унија. Она што најверојатно најмногу пречи, тоа е отсуството на било каков елементарен реципроцитет. Значи, дефинитивно ние не сме во ситуација да можеме да бараме апсолутен реципроцитет, потполн реципроцитет. Меѓутоа, она што представува зачувување, запазување на елементарното достоинство на една држава, тоа значи дека од другата страна треба да биде покажана добра воја. Единствена во моментов, според мене, логична структура во која што би можеле да почнеме да размислуваме за внесување на бугарите во нашиот устав, тоа е бугарите да седнат и да ги исполнат сите 16 пресуди од Европскиот суд за човекови права, кои што стојат веќе со години и со кои што треба да се обезбедат минимални права за македонците кои што живеат во Бугарија. Значи, Бугарија мора да го признае македонското малцинство на својата територија, мора да најде сила да ги изврши пресудите на Европскиот суд за човекови права и тоа ќе биде оној минимален знак на добра волја врз основа на кој што ние ќе почнеме да го менуваме уставот. Одлуката е твоја. Среќна 13-ка.